Гиз, доцнам на училиште. Мораш да ми ги најдеш книгите, спакувај ми ја чантата, а јас ке... Значи, ако брев книгите на Лука, каде ќе се сокриев? Ова не е книга. Ги најде? Да. Ќе ти требаат само моливи, линијар, калкулаторот, тетрадка, агломеров Здраво, и... Лука. Хеј, Лука. Еј, Мич, Джей, што ви треба? Доцнам. Дали учеше? Зашто? За тестот? Тест? Гиз, отвори, Гиз! Ау! Рековте тест? Толкому така, Лука. Оу! Тестот за лостови и за подпори. Дечки, има проба со бендот, заборавив. Ова е лекцијата. Подпорите се како Ако не гласно. добијам Се добра разбира оценка, во нема да музиката, одам во која е прилично забавниот парк. комплицирано, Со оделението. Лука, во право си, а во забавниот парк што туку го поставија новиот тобоган. Прескачка молња. Супер! Морам да се возам на тоа чудо, но како ќе го положам испитот? Имате идеја? Епа, тот го прати ова. Може би ке сакаш да го провериш. Еј, за сите вас што сте го заборавиле тестот по математика, јас ги имам решенијата. Само внесете оваа шифра со вашиот датаком 3000, но не се бесплатни. Ке мора да платите. Бидејќи татко ми го укина джепарлакот. Решенијата на тот за тестот. Притисни овде за да ги превземеш. Не, Лука, не прави го тоа. Не можам да го гледам ова. Гиз, детето мора да го направи она што детето мора да го направи. Използвај свет за сите времиња. Божиот Боживе. Супер книга. Осана, супер книга скоро. Осана, супер книга скоро. Океј, ги имам. И Гиз, ниту збор за ова на... Ела? Лука Квантум, тоа е мамење. Ако те фатат, никој не може да ти помогне. Ниту јас, ниту твоите родители, дури ниту наставничката. Слушај, заборавив да учам, сакам да одам во забавниот парк, но нема да можам ако не го поминам тестот. Како твоја Ела, другарка? престани! Може Тоа е да мојот телефон, врати ми го! Супер книга! Еј, дали ова се смета за оправдување? Многу смешно, Лука. Ќе ве вратам назад во времето да запознаете тројца луѓе кои избрале да го послушаат Бога, дури и по цена на голема опасност за нив. Сега е мој, Лука. Јас победив. Ела, да ми го дадеш телефонот и вила ми треба. Ти си храбар. Погледнете што започнавте. Ние не сме деца. Гледаш, во право бев, ти си храбар. Да, во право си. Само што тоа е на сметка на мојата глава. И она на нашите гости. Имаме гости? Здраво. Јас сум Мисах, ова е Седрах и ова е Авденаго. Јас сум Ела. Ова е Лука и Гизмо. Се извинуваме, вака што ви упаднавме, но супер книгата не... Значи, вие зашто поточно се расправавте? Не се расправавме. Дискутиравме дека кралот бесцелно троши пари на статуа. И тоа статуа на лажен бог, на кој сака да му се поклонуваме. Но тоа никогаш нема да биде. Супер! Неверојатно! А изгледа како да е направено од злато. Да, Ела, тоа е чисто злато. Но тоа е се што е. Само метал.
Нашиот Бог создал се, дури и златото во оваа статуа. Кога му се молиме, тој слуша и одговара на нашите молитви затоа што е вистински. Тогаш, ако статуата не е жива, што има лошо во тоа кој се поклониш? Зашто само нашиот Бог заслужува почит. Тој заповеда да не клечиме пред други богови. Но ако не се поклониме, кралот тој ќе го смета за директна непослушност кон неговиот авторитет. Тешко е да се направи избор. Но зошто? Направете го на што го сакате. Ако не го послушаме кралот, ќе не фрли во огнената печка. Погледнете ја оваа величествена моја креација, како гледа на целиот Вавилон. Господару, церемонијата почнува. Одлично. Денеска сите ќе се поклонат пред мојата статуа. Да, не знаем што ќе се случува, но сепак. Да, статуата е да. Да, ова се значи. Може би не требаше да го голема. Лука, Вавилон во 500-та година пред наша ера е толку забавен. Профилна слика. Означена, прикачена и чекаме само лајкови. Навистина? Не, Лука, се разбира не. Ова е 500 години пред наша ера, компјутерите се уште не се измислени. Што се случува денес? Изгледа како некоја прослава? Да, како прослава за сите, освен за нас. Еве ги. Одамна требаше да ја пријавам вашата непослушност. Ти немаш почит за својата висока позиција. Ти тајно го презираш тронот и го газиш моето стапало. О, навистина, извинете, Апсу. Знам што значи ова церемонија за тебе и за твојот Бог. А сега те молам, поклони се пред статуата на кралот. Инаку... Се обидуваш да ги уплашиш со празни закани. Празни приказни? Војнику! Намтер му порачува на кралот дека церемонијата може да почне. И Апсу вели исто така. Дечки, правите преголема работа од ова со статуата. Јас велам, едноставно не одете на церемонијата. Како кралски службеници мора да присуствуваме. Но ако не се поклониме на овој идол, ќе бидеме непослушни кон нашиот Бог. Послушноста кон Бога секогаш е исправното нешто, без оглед на последиците. Ви велам, сте се поклониле или не е голема работа. Гез, ми треба твојата помош. Ако ги притиснеш овие копчиња по одреден редослед, можеш директно да Не ми зборуваш треба со помош со секој. телефонот, Гизмо. Ми треба помош со Лука. Ова е сериозно. Лука целосно ја промашува поентата со купувањето на решенијата од тот, а неа ни сваќа поентата на Седрах, Мисах и Авендаго. А како мислиш? Тие треба да донесат тешка одлука, Гиз, но го прават исправното нешто. Иако би можеле да бидат фрлени во печката, затоа што не му се поклониле на кралот. Но ела, Лука вели дека печката не е вистинска. Лука е во одрекување во врска со тестот, исто како што е во одрекување и за печката. Мислиш дека е вистинска? И ние мора да се поклониме? Ела, чекај! Луѓе од сите народи и јазици, послушајте ја наредбата на кралот. Кога ќе слушнете звук на рог, флейта, цитра, лира, харфа, кавал Што се случува? и други Овде музички ќе ја донесеме инструменти, нашата одлука. клекнете на земја за да се поклоните на златата статуа на кралот Навуходонозор. Нозете ми се тресат, Седрах. Што ќе биде со нас?
Се сеќаваш кога не можеше да го направиш ова? А ти реков дека Бог ќе биде со нас кога ќе дојде времето? Да, Тој е со нас. да. Бог еве и сега ми дава сила. Кој нема да се поклони, веднаш ќе биде фрлен во вжарена печка со разгорен оган. Гизмо! Значи се држиме заедно. Да. Океј, јас ќе се поклонам. Дечки, што правите? Оне што денес го направивте, тоа што не се поклонивте, мислам, ќе изгубите својата работа кај кралот, така? Сигурен сум дека кралот во моментов одлучува за нашата судбина. И немате проблем со тоа, така? Мислам, може да бидете деградирани, но веројатно има стотици други работи во кралството за луѓе како вас. Мислам, што имате овде? Палачи на фаќели, ѕидари, луѓе кои ја чистат вашата голема статуа после церемонии? Да, ќе се снајдете. Ха, нема проблем. Епа, се гледаме подоцна. Еј, Лука, опасно е да бидеме овде со нив. опушти се. Сега ги оставив горе. Добро се, јадат супа. Лука, денес не се поклонија и кралот ќе нареди да бидат оапсени. Вие гледате војници во близина? Не. Гледате ли голема вжарена печка која изфрла пламен кон небото? Не. Така е, затоа што војници нема да дојдат да ги опсат и печката не постои. Нема зошто да се грижите. Ха-ха! Лука, Освен да ги запомните решенијата на тот за тестот. Ела, врати ми го телефонот. Дојди со нас, застани. Оди пред мене, хајде. во ред, Лука. Моја предпоставка е дека војниците кои не се таму ги водат нашите пријатели во печката која не постои. Дали е вистина, Седрах, Мисах, Авденаго, дека не им служите на моите богови и дека не му се поклонувате на златниот кип што го подигнав? Ке ви дадам уште една шанса да се поклоните пред кипот кој наредив да се постави. А ако не му се поклоните во истиот час, ќе бидете фрлени в жарена печка со разгорен оган. И кој е тој бог што ќе може да ви избави од моите раце? Навуходонозор, немаме потреба да ти одговориме на тоа. Нашиот Бог, кому му служиме, може да не избави од вжарената печка со разгорен оган. И се разбира од твојата рака, царе. Но дури и да не го стори тоа, сакаме да знаете, ваше височество, дека нема да им служиме на вашите богови и нема да му се поклониме на златниот кип што го подигнавте. Тогаш вжарете, а печката се тупати повеќе од обично. Водете ги, веднаш. Ајде. Брзете ги. Лука, Гизмо, ги слушам.
Од другата страна на овој зид се. Работиме на тоа, ела. Океј, Лука, силата помножена со растојанието од подпората е... Еднаква на придвижувачка сила. Дечки, што правите? Гис, однеси не веднаш таму. Ако направам така, Лука никогаш нема да го помине тестот и никогаш нема да се вози на врескачката молња. Што ќе направи оваа подпора? Ова нас ќе не одведе на оној зид. О, не. О, Гис, има ли нешто во учебникот за гнило дрво? Имаш ли план Б, Ајнштајн? Гис, план Б. Одлетај не таму. Лука! О, не. Им кажав, цело време им велев, но одбија да ме послушаат. Ми ги зема споровите од устата. Мораме да одиме таму и да ги запреме. Ви ја дадов секоја можна шанса, но времето ви истече. Фрлете ги во печката. Не можам да гледам. Задоцнивме. Ги нема. Стражарите изгоря во пламенот. Во право си, Апсу. Така се случува кога одбиваш да го послушаш кралот. По што гледа? Не можам да видам одовде. Ајде. Зарем ние не фрливме во огно тројца врзани мажи? Ене, гледам четворица мажи како шетаат одврзани сведе огнот и ништо не им е. Што? А четвртиот личи на Бог. А кој е тоа таму? Со нив, а? Авденаго му кажа на кралот дека Бог може да ги избави од печката. Мора да е Бог. Слуги на Севишниот Бог, излезете и дојдете ваму. Козата не им беше подгорено. Дури леметките не им се променети. Дури не мирисаат на чад. Благословен да е Богот на Седрах, Мисах и Авденаго, кој испрати ангел и ги избави слугите кои се надеваа на него и не се покорија на мојата заповед. Подобро ќе умреа отколку да му служат на друг Бог, освен на својот Бог. Нема да дозволам никој да зборува против нивниот Бог. Секој кој ќе го направи тоа, ќе биде најстрого казнет. Замолчи веќе еднаш. Навистина, нема друг Бог кој би можел да избави како овој. Сега кралот ви додали уште поважни задачи? Веќе почнавме да правиме некои промени.
И што ќе правиш? Hej, mislim neka si odime. Ајде, Ела. Ќе задоцниме за на училиште. Лука, што ќе направиш во врска со тестот? Ела Пепер. Да, преодна оцена. Панал. Крис Квантум? Не баш најдобро, но си поминал. Многу од децата ги има истите решенија на тестот, Лука, и сите беа погрешни. Некој ми кажа дека и ти си ги имал одговорите, но си одлучил да не ги погледнеш. Да, го пројдов тестот самостојно, но не добив доволно висока оцена за да одам во забавниот парк. Добро, за дополнителна оценка, например, можеш да ми кажеш од кога поточно е најраниот запис кој што го имаме за лостовите воопшто? Да речеме во период од 100 до 200 години. 5 век пред наша ера? Тоа би било некаде околу времето на Вавилон. Најраните записи за лостовите датираат од 3 век пред нашата ера. Но мислам дека заслужи половина оценка плюс. Уживај во паркот. Ќе го направите тоа? Можам, затоа што избра да не измамиш, тоа заслужува награда. А сега морам да решам една друга работа. Но брат ми кажа дека решенијата се точни. Тоа е затоа што оваа година дадов различен тестот. А сега дојди со мене. Ќе ги повикаме твоите родители. Тешко нему. Останатите ќе го повторите тестот и нема одење во парк. Аман, тоа... не требаше да ги Зошто? купиме решенијата, тој е виновен. Па, не мислев дека ќе го кажам ова, но Тод беше во право. Што? Тод? Да, рече дека секој што ќе ги користи решенијата, мора да плати. А изгледа тој плаќа за тоа сега. Врескачка мука! Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам.